Денес Светата православна македонска црква го слави празникот на возвишувањето на честниот и животворен крст. Имено кога царицата Елена, мајката на царот Константин, ја обидувала светата земја и сите оние места каде што нашиот Христос Спасител престојувал и вршил безброј чудеси и проповедал, таа посакала да го пронеде и честниот и животворен крст. Но само некој стар евреин по име Јуда знаел дека се наоѓа, па под голем притисок и закана на царицата, тој изјавил дека крстот се наоѓа токму на Голгота, каде што и впрочем е бил распнат Христос, но врз него изграден и храмот на божицата Венера од царот Адријан. Царицата Елена наредила тој храм да се разруши и копајки наишле на 3 крста. Не знаејќи кој е крстот на кој бил распнат Христос, во тој миг минувала поврка со покоен човек, па така патриархот Макарий наредил да крстовите еден по еден ги полагале врз телото на покојниот. Првите 2 крста не покажале никаква чудотворна моќ и третиот крст кога го положиле врз телото на покојниот, тој воскреснал и се разбудил. За да потврдат дека ова е вистинскиот крст на кој бил распнат нашиот Спасител, една болна жена во тоа време исто така престојувала меѓу луѓето, го положиле врз неј и таа во целост се оздравела. Тогаш светиот патриархот Макарий го воздигнал честниот крст и народот во солзи почнал да извикува Господи помилуј, за радост наша и подкрепа на сите верни. Со овој празник се поврзува и неговото второ враќање во Ерусалим. Имено за време на царот Хозрој во Персија го нападнал Цариград, го освоил и го нападал Ерусалим, го освоил, а со него повел многу луѓе, а и заедно го зел и честниот крст кој бил во еден сребрен ковчег кога царицата Елена го направила. 14 години крстот престојал во Персија, а пак царот Иракли кога го нападнал Хозрој и Персија, го поразил и го зел назад честниот крст. Сакајки да го внесе во Ерусалим по патот по кој што се движел Христос, тој го зел крстот на грбот, но не можел да направи ниту еден чекор. Тогаш патриархот видел едно видение каде што ангел Господов му го попречува патот на царот и му протолкувал дека Христос не во царска облека, но беден и босоног го носил својот крст. Така царот веднаш се пресоблекол во бедна облека и босоног го продолжил патот, каде што го вратил крстот во храмот на Воскресението Христово, кој ден денес нели постои, изграден од царицата Елена.